Во ова издание, екстремна поларна зима во делови од САД, температурите се спуштија и на минус 50 степени, предупредување до жителите да не излегуваат надвор. Голем број македонски граѓани заминуваат на работа во Малта. Што е тоа што ги привлекува македонците во оваа островска земја? Роботи миленици се користат во терапии за Алцхаймерова болест. Ќе ви кажеме колку се ефикасни. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Америка деновиве се смрзнува. Во делови од државата температурите паднаа и до минус 52 степени. Вашингтон засега е поштеден од поларните температури, но сепак е доволно студено така што училиштата почнаа подоцна со настава. Повеќе за арктичката зима во САД во вестите што следат. Милиони американци деновиве се соочуваат со екстремно ниски температури, откако врз делови од северноамериканскиот континент се прошири масивен арктички облак со студен воздух. Температурите во делови од Минесота вчера паднаа и до минус 52 степени Целзиусови, а досега се регистрирани најмалку 4 жртви како последица од студот. Синоптичарите прогнозираат дека САД ќе се соочат со историски најниски температури. Во државите Илиноис, Мичиген и Висконсин веќе е прогласена вонредна состојба. Чикаго е еден од поголемите градови кои ќе се соочат со поларниот бран и се очекува жителите во текот на денешниот ден да искусат рекордно ниски температури. Студениот бран ќе се шири од средниот запад кон источниот брег како и на југ кон Флорида. Британски и преговарачи од ЕУ изразија различни погледи за начинот на излез на земјата од ЕУ, откако британските законодавци и дадоа на премиерката Тереза Меј, како што таа го назначи, мандат да направи промени во договорот за Брекзит. Серија гласања во британскиот парламент резултираа со тоа партијата на Меј да добие одобрување на планот да бара алтернативни дополнувања за ирскиот граничен царински договор со спогодбата за Брекзит. Но од страна на ЕУ, главниот преговарач на Унијата Майкел Барниер рече дека позицијата на Брисел е јасна. Институциите на ЕУ се обединети и заедно стоиме за спогодбата што веќе ја испреговаравме со Велика Британија, истакна Барниер во Брисел. Од Шведска до Јужна Шпанија, од Холандија до Унгарија, популистите освојуваат гласове на изборите. Сега очите се свртени кон Брисел. Хенри Риджвел фрла поглед на популистичките движења во Европа. 11 викенди поред протести на така наречените жолти елеци во Франција. Ова е време кога започнуваат изборните кампањи за Европскиот парламент закажани за мај. Изгледа дека популистите поддржани од уличните протести ќе ги направат престојните избори различни од досегашните, вели аналитичарот Мајко Котакис. Тоа е можност да се каже што мислите за естаблишментот. По долг период на економски тешкоти доаѓа популистичка реакција. Француската десничарска лидерка Марин Ле Пен се обидува да ја усогласи својата партиска политика со движењето на жолтите леци. Низ цела Европа слична слика. Десничарскиот министер за внатрешни работи на Италија Матео Салвини вака ги оцени француските протести. Се надевам дека французите ќе се ослободат од лошиот председател и дека тоа ќе го сторат на 26 мај. Салвини се обидува да формира сојузи со владите во Унгарија и Полска, нивниот заеднички непријател имиграцијата, но со големи контрадикции. Италија сака други држави да прифатат мигранти, но Унгарија, например, нема никаква намера за такво нешто. Популистите во Европа се поделени по други прашања. Италија е членка на еврозоната, Полска не е. Во однос на надворешната политика, Полска е голем поборник за НАТО, затоа што се плаши од Русија и не му верува на Владимир Путин. Салвини, напротив, отворено изразува поддршка. Политичките линии се исцртуваат. Неколку стотици самопрогласени демонстранти од така наречените црвени шамии во неделата излегоа на контрадемонстрации во Париз, вејки знамења на Европската Унија. Во Унгарија истото знаме се вееше од антивладините демонстранти. Во Германија Зелената партија во анкетите го презеде водството пред десничарското движење АФД. Вистинскиот тест ќе биде на 26 мај. Гласање што може да го измести балансот на моќта во Европа. Се повеќе македонски граѓани заминуваат на работа во Малта. Предност е во тоа што со македонскиот пасош побрзо се добива работна дозвола. Но дали е тоа добро за пазарот на работна сила во Македонија? Мики Трајковски има повеќе за оваа тема. Владимир Охрид е еден од многуте македонци кои како дестинација за живот и работа последниве неколку години одбираат Малта, островска држава сместена во јужниот дел на Европа.
Иако можеби се уште не толку атрактивна како некои други држави, тој вели дека македонската колонија од ден на ден се повеќе се зголемува, бидејќи земјата има потреба од работна сила. Македонците во најголем дел работат во гостителскиот сектор поради големиот број на хотели. Имав другари кои беа претходно таму, значи ме советуваа да пробам. Ми кажаа дека прилично лесно се наоѓа работа, дека за краток период излегуваат работните дозволи, па се одлучив на таков чеко се работи со македонски пасош. Тоа е предноста во однос на останатите европски држави. Во отсуство на официјални податоци од државните институции, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување за бројот на македонски државјани кои работат таму, а од кои Гласот на Америка побара одговор, Владимир ни кажа дека бројката на македонци во Малта е поголема од 10.000. Честопати доаѓале и цели семејства. 90% од македонците, србите, општо сите што сме од Балканот сме стационирани во северниот дел, конкретно во градот Буџиба. Интересно е да се каже дека кога да влезеш во маркет, во аптека, во хотел, каде и да е, значи прво се обраќаш на македонски и ретко се дешава некој да не те разбере. Иако можностите кои Охридскиот факултет за туризам им ги нуди на своите студенти за неколку месечна практична работа во странство, е со цел тие да се вратат назад и овде да го споделат своето искуство, дел од нив сепак остануваат надвор. Имале склучено договори со хотели во Хрватска и Грција, но интересот бил најголем за Германија, за каде секоја година аплицирале и по 50 студенти. За жал, секој студент, секој човек поединечно одлучува за себе каде му е подобро, каде се гледа во еднината и избира дали ќе се врати или не. Андреевски вели дека иако не може да влијат на одлуките на нивните студенти, сепак препорачуваат тие својата иднина да ја бараат дома. Се разбира, треба и угостителите да излезат од друга страна, да дадат подобри можности за вработување на младите студенти, младите лица. А Владимир, по краткиот престој дома, повторно се враќа назад. Засега вели дека единствен проблем им е немањето на македонска амбасада во Малта, иако потребата била голема поради се поголемиот интерес на македонците за оваа држава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Нова форма на социјална терапија станува тренд во САД. Роботи миленици се користат за помош на лицата што страдаат од Алцхаймерова болест. Како изгледа тоа ќе видиме од прилогот на Араш Арабасади. Хелен Николас се преселила во Флорида со семејството во 1990-тите. Предходно била собственик на ресторани во близина на Чикаго. Мајка ми беше добра и со финансиите и со сметките. Штедеше. Ми приде еден ден и ми рече: "Мајк, овој чек е за тебе. Што ќе сториш со него?" Лекарите ја диагностицирале со Алцхаймерова болест во 2012-та. Изминатите месеци таа доби нова форма на терапија за социјализирање. Николас е една од бројните постари лица кои страдаат од синдром на мозочна закржлавеност. Сега деновите ги минува со милениче, направено од човек. Тие се креирани од група на поранешни вработени во Хасборо. Сега вработуваат работни домашни миленичиња за постари. Интеракцијата со нив им го менува животот. Стимулацијата ги прави сите анимирани. Сите се социјализираат меѓу себе поради милениците. Милениците им носат радост на пациентите. Иако се работи за роботи за играчка, за нив е нешто друго. Го гледаат како вистинско куче. Алцхаймеровата болест погодува околу 5,7 милиони американци. Се работи за подмолна болест, која го заробува умот на човекот и не му дава да размислува. Со овие животни, барем за кус период во денот, пациентите може да се релаксираат и да уживаат во моментот со нивното роботско милениче. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоша Огњанов од студиото во Вашингтон. Имајте пријатна вечер, на топло, со добро друштво и добри мисли. Се гледаме утре.